Веројатност. Случајни променливи. Пример 1. Се впрла паричка 2 пати со ред. Нека X е случајната променлива број на појавување на грб. Да се најде законот на распределбата на X и графички да се прикаже истиот. Решение. Кои се реални броеви кои одговара на ова случајна променлива? Значи, X да е еднакво на кои се реалните броеви тука. 2 пати се фрла, се број појавување на грб. Може ниту еднаш да се појави грб. Може еднаш да се појави грб и максимум може 2 пати да се појави грб. Значи, со ова одредевме реални броеви кои одговара на случајната променлива и на експериментот. Сега треба да најдеме множеството од сите можни настани од ова, по можност елементите од тоа множество да бидат еднакво возможни. Значи, целта е да најдеме омега со елементарни настани од тука кои се еднакво возможни. Оти еднакво возможни знаеме да ги пресметаме нивните веројатност. Значи, можем да фрлам, да добивам петка, па петка. Можем да фрлам првиот пат да добивам петка, па глава. И можем да фрлам првиот пат глава, па на вториот петка. Значи, важно е, овие ги пишем како посебни случаи тука, бидејќи целта е да добивам еднакво возможни настани. Еднакво возможно е да добивам петка па глава, а друго настан е глава па петка и се разбира последната е глава па глава. Значи, овие настани се еднакво возможни и ние знаеме тогаш, значи, P од омега во омега е еднакво на 1 врз колку е кардиналностот, односно бројот на елементи во омега, односно 1 врз 4, оти 4 се еднакво на 0,25. Сега треба да правиме табела пресликување од омега во вредностите на случајната променлива. Имаме 4 од тоа, значи 5 колони ќе ни треба и 2 реда. Значи во првиот ред имаме омега и овие, pp, значи елементите на омега, а во вториот имаме x, односно дали 0, 1 или 2. pp нема ни еден грб, значи се пресликува во 0. pg има еден грб, се пресликува во 1. gp има еден грб, се пресликува во 1. И gg има 2 грб, значи се пресликува во 2. Значи, ова е пресликувањето од множеството од сите можни исходи во случајната променлива. Сега можеме да направиме закон на распределба на x во вид на табела. Не треба само 4 колони и 2 реда. Сега во првиот ред тука оди x и кои се вредности на x? 0, 1 и 2. А во вториот ред оди веројатноста x да е еднакво на ова x тука. Колку е веројатноста да добивам 0? Имам еден случај по равномерното 0,25 еднакво на 0,25. Колку е веројатноста да биде 1? Има 2 случаи такви, 2 настани таква, исто по 0,25, оти сите бе еднакви возможни, еднакво на 0,5. И колку е веројатноста да биде 2? Има еден таков случај, 0,25, еднакво на 0,25. Ова е закон на распределба. Сега, како изгледа тоа графички?
Ние тоа ќе го правиме со GeoGebra, а вие слободно правите график рачно на вашата задача. За да ги представаме точки, еден начин е преку табеларниот приказ, поглед, табеларен приказ. Тука ни треба x вредности, значи 0, 0, 1, 2. Тука колку се веројатностите, 0.25, 0.5, 0.25. Овие точки сакаме да ги цртаме тука, ова е законот. Ги маркираме. Десен клик. Креирај листа од точки. Овие се трите точки. Го поставаме гушец показателот во графичкиот приказ и надолу за да се прошири. Кликнеме на алатката за поместување. Ја донесеме горе. Доколку сакаме координатите да се гледат, одеме во уредување, карактеристики, точки и вредност. Сега имаме тоа што сакаме, датотека, па извоз, па во клипборд, па во нашата страна и намалување. Еве, комплетни е задачата.